Општина Кочани се зафати со решавање на снабдувањето со електрична енергија на објектите на Пониква. Сегашната електроенергетска мрежа не можела да одговори на нараснатите потреби на корисниците, ниту пак на плановите за развој на планинскиот рекреативен центар. Заради тоа, неопходна била изградба на нова 10 киловолтна мрежа, за што е започната постапка за изработка на проектна документација. Според поставените проектни задачи, во планот треба да се предвиди нормално снабдување со електрична енергија на околу 130 индивидуални објекти за сместување, односно викенд куки, кои се наоѓаат на површина од над 7,5 хектари на територијата на општина Кочани. Освен тоа, вклучени се и постојните и ново предвидени комерцијални, угостителски и објекти за колективно сместување, односно хотели и одморалишта. Според пресметките пак од соседната општина Пробиштип, со проектот е потребно да се предвиди снабдување со струја како за населба од 5000 жители, односно очекуваната едновремена моќност да изнесува 1100 киловати. Решавањето на квалитетното и непрекинато снабдување со струја на крајните корисници е едно од целите за подобрување на целата инфраструктура на Пониква, за што општините Кочани и Пробиштип веќе неколку пати се договарале. Двете општини заедно со владата имаме еден оперативен план, проширување на паркинг просторот, овозможување на привод на што повеќе туристи, решавање на главните инфраструктури како што е водата, асфалтирање на неколку други патишта и така натаму. Значи постојано ќе се работи на тоа да се подобрат условите и да се овозможи да што е можно повеќе бидат подобрени условите за сите кои што доаѓаат на Пониква. Проектната документација што доправа ќе се изработува треба да содржи и план за јавно осветлување, како и статична телефонска мрежа до секој објект поодделно. Неодамна заврши јавниот тендер на кој била избрана фирма од Виница, со која во процедура е склучувањето договор за реализирање на задачата. Проектната документација треба да биде изработена за период од околу 2 месеци, пошто ќе можат да се прават пресметки колку ќе чини крајната инвестиција и да се бараат извори за нејзино финансирање.